Добро вечер. Гледате 360 степени. Жестоки реакции по одлуката на судскиот совет Даниела Димовска да биде ВД председателка на Кривичниот суд во Скопје. Судијата Ненад Савески бара од колешката Антоанета Димовска да си оди од советот. Доста е од вас, брука сте. За Центарот за возачки испити во Битола доделен на функционер на ВМРО ДПМН од Кичево. Ова е полигонот во Ресен кој пресуди кој ќе го добие монополскиот бизнис за сообраќајниот испитен центар во Пелагонија. Наводите на министерот Мисајловски со кои го проблематизираше договорот за набавка на хеликоптери, од претходно ги проверува финансиската полиција. Екс-министерката Петровска вели дека се е чисто и законито. Помина 30 јуни, а 5 базени што се градат со државни пари се уште не се готови. Зошто базените им пробија уште еден рок, еми натаму се градат, кога самото Министерство за спорт ги нарече договорите за изведба незаконски. Изборот на Даниела Димовска за ВД председателка на Основниот кривичен суд во Скопје, во кој се постапува по најчувствителните предмети во земјава, ја бранува стручната и општата јавност. Едно затоа што има сериозни дилеми дали изборот е законски и друго затоа што избраната има личен бекграунд и семени врски што водат до власта. Најжесток во реакциите беше судијата од Кривичен Ненад Савески, кој побара Антоанета Димовска, избрана за членка на Советот со гласови од судиите, да си оди од функцијата. Брука сте, кој ви даде право во наше име да кршите закони, порача Савески на колешката. Подетално од Зоран Јовановски. Судскиот совет денеска беше местото каде свечена изјава даде судијата Африн Фидани, со што официјално стана председател на Врховниот суд. Ги почитувам Уставот на Република Северна Македонија. Веднаш до него се заколна судијата Хаџо Тарич, кој ќе раководи со Основниот суд Крушева. Фидани ја даде заклетвата по повеќе од еден месец откако беше избран на функцијата на седница на Судскиот совет. Основно и приоритет ќе биде, се разбира, враќање на доверба на судството до граѓаните. Тоа ќе се реализира преку зголемување на транспарентноста на судот, отчетност. Веднаш по нив заклетва дадо и судиите Марија Клетничка Марковска, Олја Ристова, Иван Џолев и Бетим Јахја. Тие беа унапредени во судии во Апелацијскиот суд Скопје за кривичната област. Бидејќи Иван Џолев до изборот во повисок суд беше председател на Кривичниот суд, се создаде потреба таа позиција веднаш и да се пополни. Тоа се прави со поставување вршител на должност, додека на конкурс да се избере нов председател. Координаторот очекувам да предложи кандидат за ВД председател. Имавме предвид законот за судовите, законот за судски совет, деловникот кој што го имаме за работа. Според законот за судовите, знаете дека членот 89, чинам дека беше, се бира највисоко рангираниот од последната година. Меѓутоа имаме мала неусогласеност со законот за судски совет, бидејќи тој е понов закон, таму оценувањата ги вршиме на секои 4 години. Така да ние сега за последнава година немаме податоци за ниеден судија. Оваа изјава на председателот Камбовски, дадена пред седницата, практично ја повтори членката на Судски, која е и координаторка за Кривичниот суд, Данка Ристова, на самата седница. Таа рече дека одредбите од двата закона се судираат, па се повика на деловникот за работа на Судскиот совет, во кој, како што рече, стои дека за ВД председател се бира судија што е позитивно оценет од Советот. И самиот закон за Судски совет има наведено дека Судскиот совет судијата може да го оценува позитивно или негативно. Од тие причини во консултација и со членови од Судскиот совет, се разбира 13 члена сме, сите имаме свое видување на работите. Сметам дека сите судии кои се во Кривичниот суд се позитивно оценети, немаме податоци дека некој е негативно оценет и влегуваат во составот од кој што ќе бираме вршител на должност. Па така, за ВД председателка на Кривичен ја предложи судиката Даниела Димовска, за која рече дека со незините способности ќе одговори на предизвикот да го води овој суд. Дека Димовска ќе биде добар менаџер со Кривичен, смета и членката на Судскиот совет Антоанета Димовска, која рече дека и била менторка и лично добро ја познава. Била демонстратор на правниот факултет.
потоа практикант во парламентот, кога дојде во судот, јас да ја бидам ментор-координатор, не се недосташуваше судско искуство. Теоретски беше добро подкована. Меѓутоа, не сум видела човек со поголем ентузијазам и со поголема желба да тоа го научи, што го направи многу успешно. Со ваквата постапка за избор на вршител на должност не се согласи членката на Судскиот совет Тања Чачарова-Илиевска, која рече дека на таа позиција треба да биде избран најдобро оценетиот судија според последното редовно оценување. Не гледам зошто сега тоа што сте биле ментор на предлогот на кандидатот предложен од координаторот, вие вас критериум за да прескокнеме 10 судии во тој суд со поголем број на бодови од предложениот кандидат и да одиме на 11-тиот, зашто има одлични менаџерски способности. Таа се повика и на досегашната пракса на Судскиот совет за избор на ВД председатели на судови. Пред само 3 месеци, Судскиот совет избрал ВД председател на судот во Охрид, по сосема друг принцип од денешниот, покажува видеоархивата. Највисока оценка има Бојан Мартиновски, 196 бода добиено, и затоа за ВД председател на Основниот суд Охрид го предлагам истиот. И предходно, например, во август 2024 година, се бирало на тој начин. Тогаш ВД председател на Основниот суд во Велес. Предлагач на најдобро оценетите судии, и тоа според член 89 од Законот за судовите, бил токму актуелниот председател на Судскиот совет Александар Камбовски. Тројца колеги има со најмногу поени, Шевшета Деми, Валентина Ѓоргиевска и Аница Тео. Би можела Валентина Ѓоргиевска да биде. Колку бода има Валентина Ѓоргиевска? 200 бода. Од овие тројца што ви ги прочитав, тројцата имат по 200 бода. Го прашавме Камбовски, зошто Советот овој пат не се водеше по оваа практика. Не е баш таква праксата на Судскиот совет, во изминативе 5-6 години токму обратна била праксата. Во најголем дел избирал Судскиот совет тој што оценил дека ќе извршува таа должност соодветно и праксата во поголемиот дел е таква како што ви кажувам. Што мислите за коментарот на членот на Судскиот совет кој што реагираше дека скокате 10 судии кои што се рангирани? Не скокаме бидејќи нема рангирање при избор на вршител на должност, не постои рангирање. Инаку, за судијката Даниела Димовска, која денеска беше избрана за ВД председателка на Кривичниот суд, има медиумски објави дека била во кабинетите на тројца функционери на ВМРО ДПМН во собранието. Нејзиниот сопруг пак, Тане Димовски, бил во секторот за образование, спорт, култура и социјална заштита на општина Аеродром. А оттаму си оди по заминувањето на тогашниот градоначалник Тимчо Муцунски во Министерството за надворешни работи, каде сега е национален координатор за странски директни инвестиции. Председателот на Судскиот совет, Камбовски, не смета дека Димовска е избрана за ВД председателка, бидејќи е блиска до власта. Не воопшто, бидејќи таа си има свој живот професионален, не може да ја врзуваме за тоа што го работи сопругот. Не може да ставаме знак на равенство помеѓу сопруг и сопруга. Што треба сега колешката да си даде отказ и да не работи повеќе, бидејќи мажот и во моментов е во некоја, не знам ни дали има некаква функција. Со оглед на ваквиот начин на избор на ВД председател на Кривичниот суд, дали сметате дека на овој начин можете да вратите довербата во судството? Да, апсолутно. Зошто? Па ќе си докажи колешката дали сме направиле прав избор или не. Доколку не се докаже, ќе биде смената. Не е таа таму поставено до животно да биде на таа позиција. Гаранција никој 100% во ништо нема. За изборот на Даниела Димовска за ВД председателка гласаат 10 од присутните 12 членови на судски. Против беа Тања Чачарова-Илиевска и Ивица Николовски. Уште за време на седницата реагираше судијата во Кривичниот суд Ненад Савески, директно до членката на Судскиот совет Антоанета Димовска. Таа е избрана во судската влада преку гласови на судиите. Пораката што ја испрати ја објави јавно. Срам сте за судиите кои гласале за вас, кој ви даде право во наше име да кршите закон. Зошто постапуваш спротивно на член 89? Зошто согласно законот не го бирате најдобро оценетиот судија? Или за тебе законот е најмалку битен? Таму кај што седите не представувате нас судиите. Зошто најсветото нешто за нас судиите го газите? Немате право на тоа. Противправно однесување е недозволиво за некој што е судија. Одете си оттаму веднаш и престанете да им штетите на судиите. Брука си.
брука за судиите и за вашето семејство во кое сите се правници. Реагираш и коалицијата Сите за правично судење, невладина организација која редовно ги наблюдува седниците на судскиот совет. Праксата на судскиот совет во поглед на непочитување на законските одредби од Законот за судовите, како и непочитување на одредбите за давање на јасни аргументи и образложенија на одлуките, продолжува да биде применувана од страна на Советот. За жал, повторно мораме да констатираме дека судскиот совет носи необразложени одлуки кои воопшто не се подкрепени со аргументи, што јасно укажува на недостигот на волја, свест и капацитет за исполнување на препораките на оценската мисија на Европската Унија. До сега нема реакција ниту од избраната Даниела Димовска, ниту од прозваната Антуанета Димовска. Изборот на нов испитен центар за Пелагонискиот регион, лиценца што ја дава МВР и која значи 5-годишен монопол на милионски бизнис, го решила ресенска фирма. Компанијата собственик на единствениот полигон во тој град одлучила да потпише договор за изнајмување само со еден од конкурентите, што ги ставило во фаворизирачка положба. Дополнителен зачин на целата приказна е тоа што газдарица на полигонот е сопруга на функционер на СДСМ, а бизнисот го доби функционер на ВМРО ДПМН. Случајот сега е пред Комисијата за заштита на конкуренцијата, чии прелиминарни наоди се во насока на тоа дека полигонот морал да склучи договор со двата конкурента. Славица Филиповска-Иванова. Ми треба Филип Митрески. Како може да стапам во контакт со него? Извинете, ама ние овде во пријавното место немаме контакт со него. Добар ден, Филип супер возач? Да. А утре како ви е планот? Јас сум утре во Битола. Јас сум моментално во Скопје. Зошто се предомисливте? Па немам искуство јас за зборење на камера сега. Право интервју ова ме пита. Ова беа фрагменти од нашите минатонеделни обиди да добиеме интервју од младиот кичевец Филип Митрески, кој од МВР го доби монополскиот бизнис со возачки испити за Пелагонија. Станува збор за партиски активист и член на Советот на општина Кичево од редовите на ВМРО ДПМН. Лани во август тој прво ја основал фирмата Street Ride во Кичево. По неколку дена таа фирма основала друга фирма, Супер Возач. Со Супер Возач, каде тој е и управител, се пријавил и беше избран на огласот на МВР за доделување лиценца за организирање и спроведување на возачките испити во Битола и околината. По нашата првична објава дојдоа и политички реакции. Прво од левица: Пелагонија 5 месеци без испитен центар за Тошковски да го намести милионскиот бизнис на сопартиец. По нив и од СДСМ. Ова е моделот на владење на ДПМН. Партиски и лични бизнис интереси врз грбот на народот. Ова е огромен скандал кој мора да биде расчистен до крај и да има одговорност. Како што објавивме, подготовката за полагање ја вршат автошколите и во тој сектор има конкуренција. Но полагањето во секој плански регион го спроведува само една фирма, која добива лиценца од Министерството за внатрешни работи со важност од 5 години. Лиценцата на претходниот оператор во Пелагонискиот регион истекла на 15 декември 2024 година. Уште конкретно ноември истата година е распишан конкурс за избор на фирма, што ќе раководи со испитниот центар во наредната петолетка. Но обидот пропаднал од според МВР, никој од пријавените не ги исполнувал условите. А пријавени биле тогашниот оператор со обраќаен испитен центар АМ и фирмата Супер Возач. На повторениот конкурс, МВР ја избрале Супер Возач, зашто СИЦА не ги исполнила условите. Логичното прашање кое се отвори беше како е можно досегашниот оператор да не ги исполнувал условите на конкурсот, кога досега 10 години непречено спроведувале испити во Пелагонискиот регион. Во МВР прашавме во 2 наврати кои услови не ги исполнувала дисквалификуваната фирма. Не добивме одговор. Нам ни останаа должни, но по прозивките од левица од МВР образложија зошто СИЦ-АМ отпаднале од трката, но само за вториот, повторен оглас. Кандидатот за испитен центар со обраќаен испитен центар АМ до Битола не приложил важечки договор за користење на сообраќаен автодром полигон во подружница сообраќаен испитен центар АМ пријавно место Ресен, кој е еден од основните предуслови за функционирање на испитен центар, како резултат на што не ги исполнува условите за вршење на пропишаната дејност.
Точно е тврдењето на МВР дека за да се добие лиценца за испитен центар, апликантот мора да обезбеди полигон во секое пријавно место. Во Пелагонискиот регион тоа го вклучува и Ресен. Доколку нема свој, фирмата што бара лиценца може да изнајми полигон. Газдите на полигоните пак се должни да им обезбедат еднаква шанса на сите заинтересирани страни и да склучат договор дека ќе им го дадат под закуп на заинтересираните фирми под еднакви услови. Така налага и Законот за заштита на конкуренцијата. Во Ресен, фамозниот полигон е на излез од градот, на патот кон Битола. На плацот има и автошкола и осигурително брокерско друштво. Ова е полигонот во Ресен кој пресуди кој ќе го добие монополскиот бизнис за сообраќајниот испитен центар во Пелагонија. По повеќе годишна соработка со СИД-САМ, собственичката одлучила теренот да го изнајми само на конкурентот, фирмата Супервозач. Полигонот е на друштвото за обука на кандидати за возачи Автошкола ДОЕЛ Здружение на возачи Ресен, чија собственичка и управителка е Билјана Бузлевски. Во одговор преку имейл, Бузлевски не сакаше да сподели зошто не склучила договор за закуп со доскорешните соработници СИД-АМ. Сите расположливи документи и преписки поврзани со конкретниот случај се доставени до Комисија за заштита на конкуренција и не би коментирале ништо дополнително поради тоа што постапката е се уште во тек. Здружение на возачи Ресен ДОЕЛ од Ресен, видно од сите расположливи документи и преписки поврзани со конкретниот случај, во ниту еден момент не презеле действија со кои се повредува конкурентноста во овој случај, а во смисла на Закон за заштита на конкуренција, ниту пак покажале умисла во овој правец. И во однос на ова прашање повеќе нема да се произнесеме, поради тоа што постапката која ја води Комисијата за заштита на конкуренција е во тек и во догледно време очекуваме позитивен исход од истата. Очекувањата на госпојата Бузлевски барем засега се во спротивност со содржината на прелиминарното утврдување на фактичката состојба од Комисијата за заштита на конкуренцијата, во кое имаше увид 360 степени. Во него се вели дека Здруженијето за возачи Ресен, како единствено правно лице со полигон во Ресен, е злоупотребило својата доминантна положба на пазарот и неоправдано одбило пристап до полигонот, со што фирмата била невозможена да делува како конкурент на пазарот. Оштетената страна, СИД-САМ, обвинува дека намерно се извисени. Сообраќајниот испитен центар АМА Битола имаше валиден договор во трајање од 10 години, заклучно со 26.1.2025 година. Значи, на првиот конкурс, сите барања по јавниот повик од наша страна беа исполнети во целост, како и во изминатите 10 години. Напоменуваме, Комисијата за избор излезе на увид на 28, 29 и 12 2024 година, а нашиот договор беше со важност до 26.1.2025 година. На вториот конкурс немавме нов договор, од причина што тенденциозно не го потпишаа, со цел да не исклучат од игра. Зошто Билјана Бузлевски не ја продолжила соработката со доскорешните деловни партнери, јавно останува мистерија. Тоа сепак не го менува фактот дека незината одлука била клучна за лиценцата да отиде во рацете на активистот и локален функционер од ВМРО ДПМН Филип Митрески. За случајот да биде уште поинтересен, собственичката на полигонот во Ресен е сопруга на Александар Бузлевски, кој неодамна беше промовиран во кандидат за градоначалник во Ресен од редовите на СДСМ. Татко на Александар е Димитар Бузлевски, поранешен градоначалник и министер како кадар на СДСМ. Ова стана адот за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кога беше прашан за реакција на пресконференцијата на СДСМ за изборот на испитен центар во Пелагонискиот регион. Вака да поставам ја едно контрапрашање. Ако им е толку многу битно која од која политичка партија е, дали токму фамилијата од СДСМ и како моćна фамилија во рамки на реонот Преспа е онаа фамилија која што одлучила кој ќе го добие тендерот. И од ставот на министерот и од постапката пред Комисијата за заштита на конкуренцијата е јасно дека полигонот што го води сопругата на функционер на СДСМ бил пресуден при вториот повик за избор на испитен центар во Пелагонија, милионскиот бизнис да го добие функционер на ВМРО ДПМН. Клучното, неодговорено прашање сега е: како и зошто МВР дошле во ситуација да распишат втор повик? Односно, кои услови не ги исполниле апликантите на првиот повик, особено до тогашниот испитен центар?
Финансиската полиција почнала да го проверува тендерот за набавка на хеликоптери од италијански Леонардо по барање на Министерството за одбрана, потврдија за 360 степени од управата. Пред само неколку дена прв пат подробно на темата говореше министерот за одбрана Владо Мисајловски. Клучно кажа дека друга фирма, не Леонардо, првично била избрана како најдобра понуда и дека договорот кој на крај бил склучен е поскап од нивната понуда. Тогашната министерка за одбрана Славјанка Петровска вели набавката е направена согласно законите и таа би сакала и Мисајловски да склучува повеќе такви договори. Александар Димитриевски. Леонардо е скратеното име по кое целиот свет го препознава најплодниот ренесансен уметник и инженер Да Винчи. Една од неговите обсесии било летањето, поставил бројни нацрти за можни уреди и машини. Меѓу тие летала е така наречениот воздушен сврдел. Во теорија, идејата била дека вртењето на осовината ќе доведе до доволно брза ротација на едрото за целата структура да полета. Концептот никогаш не бил произведен, но принципот е искористен за изработка на првиот хеликоптер на Игор Сикорски, а се користи и денеска. Една од фирмите што ги користат принципите на вертикалниот лет поставени од Леонардо го носи неговото име. Италијанската компанија е специализирана за производство на хеликоптери за воена и цивилна употреба. Каква врска има сето тоа со Македонија? За модерните повеќенаменски воздухоплови, Министерството за одбрана ќе треба да плати околу 230 милиони евра во следните 4 години. Е одлучено предмет на набавка да бидат 4 хеликоптери од типот AW149 и 4 хеликоптери од типот AW169M, кои се очекува да почнат да пристигаат во втората половина на 2026 година, а последниот хеликоптер од овој пакет да биде испорачан кон крајот на 2028 година. Неколку дена по оваа најава на тогашната министерка за одбрана, дека избрана најдобрата понуда, таа потпиша договор за набавка на хеликоптерите. Сето ова е повторна вест по година и кусур, бидејќи за прв пат во понеделникот сегашниот министер за одбрана објасни во детали зошто неговата партија, владата и тој лично го сметаат договорот со Леонардо за проблематичен. Прво, поради периодот во кој е спроведена набавката. Пример, во избори е сменат планот за јавни набавки, тој е недозволен. Но е сменен за да се набават овие хеликоптери. Веднаш потоа, објасни дека понудата на Леонардо првично не била најповолна. По анализирање на пазар, не е избран Леонардо, избрана е друга компанија. Каде што во Министерството, односно на програмска група, се објаснува кој е најдобриот тип на хеликоптери, се дава таа цена од компаниите што е најприфатлива и повторно таа не е Леонардо. Кога се предлага на управната група да се прифати друг вид на хеликоптери и цената е најниска во тој период, стигнува без никако да се побара, од никога да се побара ревидирана понуда, не знам и како да се дознава за таа ревидирана понуда од Леонардо која што е во тој момент пониска. Иако требало да се разговара на влада да се прифати компанијата што претходно се избрала, нема информации што се разговарава на влада, тоа е симптоматично, се враќа во Министерството каде што на програмска, односно на управна група, тоа е со сите авторитети, каде што го води министерот тоа тело, се разговара да се прифати друга компанија, но се наеднаш се прифаќа Леонардо, бидејќи е најниска цена. Но, тврди министерот Владо Мисајловски, цената од понудата со која Леонардо бил најевтин, не е истата цена по која се склучил договорот. Симптоматично што во тој момент е најниска цена, но на подпишување на договор се зголемува за 37 милиони евра. Како? Тоа треба да се истражи некој друг да ги даде одговорите зашто и зашто не е побарано од другите компании во тој период како таа цена пораснала од последна понуда или подиректно ако сакате од 213 милиони да порасне до 249,9 милиони евра. И тоа е многу симптоматично. 360 степени стапи во контакт со поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска. Не беше во Скопје, па ни одговори на писмено. Во врска со измените на планот за јавни набавки објасни дека станува збор за договор на влада со влада. Согласно Законот за јавни набавки и Законот за набавки од областа на одбраната и безбедноста, оваа набавка е исклучена од овие закони, па од тука небулоза е, односно тотално непознавање на материјата, самото споменување на терминот јавна набавка во набавката на хеликоптерите.
Планот за јавни набавки не е променет за да се склучи договорот. Понатаму, таа тврди дека не е точно дека првично била избрана понудата на друга компанија, а за обвинувањата за пропустите во постапката од страна на актуелниот министер одговара. Жалам што министерот неподготвен седнал на интервју и со непознавањето се обидува да фрли дамка врз овој договор. Процедурата е целосно почитувана и крајната одлука е донесена на седница на влада на предлог на Министерството за одбрана, зашто е поднесена писмена информација во прилог со договорите и со компанијата и со Италијанското Министерство за одбрана. Има записници од одржаната седница на влада и не се точни тврдењата на Мисајловски дека нема податоци. Самиот процес на склучување договор влада со влада е политичка одлука, преку која се гради партнерство и соработка со пријателски земји. Во однос на забелешката на Мисајловски, дека има разлика од 37 милиони евра во цената меѓу понудата и подпишаниот договор, Петровска одговара. Се што имаат испратено фирмите до нас се е разгледано и избрана е најповолната понуда. Долгорочно гледано, посебно во делот на одржување и резервни делови. Преку овој договор и подпишувањето на договорот за воздухопловно патролирање на италијанските воздухопловни сили ја продлабочивме соработката со Република Италија, што геополитички е од интерес за Македонија, земајќи ги предвид предизвиците со кои се соочуваме. Посакувам Мисајловски да продолжи со склучување вакви корисни договори за нашата земја. Поради сериозноста на последната изјава на министерот Владо Мисајловски за конкретни сомнежи за текот на постапката, став побаравме од 4 институции. Дали веќе работат на случајот, прашавме во обвинителството, МВР, Финансиската полиција и антикорупцијска. Добивме потврден одговор од Управата за финансиска полиција. Од страна на Министерството за одбрана доставено е барање за поведување на постапка по склучен договор за набавка на хеликоптери. Согласно одредбите од член 46 и член 47 од Законот за кривична постапка, а во врска со претходно наведеното барање, во моментот Управата за финансиска полиција спроведува повеќе предистражни мерки и активности. Што и да превземат или не превземат, домашните институции нема да има никакво влијание на договорот со Леонардо. За него важи швајцарското право, па според актуелниот министер, земјата е исправена пред 3 опции. Едно е да го продолжите како што е во оваа фаза, целосно и ништо не правите, со не знаете колку скривни трошоци ќе излезат, бидејќи фаворизирање има во договорот целосно кон италијанската компанија. Второ е да завршите на арбитража, што е најопасниот дел. И трето е да пробате да го почитувате договорот, но да пробате некои делови што се неприфатливи за армијата, да пробате да ги менеджирате, да ги ревидирате. Токму поради третата и посакувана опција, владата најмила адвокати. И сега италијанците ви прифаќаат да репреговарате делови од договорот? Да, веќе добивме дописи дека се сложни за се што е, да речем, проблематично и што би сакале ние да го разговараме со нив, дека стојат на располагање, но ние сакам директно да кажам дека исплативме втората рата по договорот, бидејќи ние законски моравме да исплатиме. Во моментот договорот е важички, мора вие да втората рата сте ја исплатиле. Точно, и продолжуваме со имплементација на овој договор, но многу внимателно, со секој еден чекор. Што го правиме? Не го правиме сами, туку со адвокатската куќа идеме и направиме динамичен план за секоја рата, што ќе побараме, кога ќе се прати македонската делегација таму, внимателно се. Првата рата за хеликоптерите беше 40, а втората 35 милиони евра, што значи дека владата досега има платено околу 75 милиони евра за хеликоптерите, кои треба да почнат да пристигнуваат следната година. Министерот вели секој чекор се прави внимателно, но додава и дека целта на владата не е да се раскине договорот, туку да биде успешен. Министерот за спорт Борко Ристовски уште лани вети ревизија на проектите на неговиот претходник во Агенцијата за млади и спорт и соиграч од ракометните денови Наумче Мојсовски. Потоа вети и дека пред летото ќе бидат готови 5 базени кои со државни пари се градат уште од 2020. Почна летото, ревизијата се подзаборави, а базените не се готови, за кои самото министерство призна дека се градат противзаконски по серијата истражувања на невладиниот центар за граѓански комуникации на 360 степен. Михаил Милошевски. На почетокот на новата година, министерот за спорт најави отворање на 5 базени до почетокот на летната сезона.
ги почна, но не ги заврши предходната власт. Најпрво тие 5 базени ќе ги завршиме до летото, ќе ги пуштиме во употреба, а потоа останатите уште 10 ќе почнеме да преговараме со економските оператори да ги завршиме и тие. Формално, според анекс договорите подпишани од министерот, рокот за завршување на базените беше 30 јуни. И токму на тој ден, наместо отворање, тој постави нов рок. Направивме преку 30 мултифункционални игралишта, 5 базени, 6 ќе ги довршиме до крајот на летото. Значи тоа се стварно сериозни работи кои што за само 12 месеци да ги направите е стварно една макотрпна работа. Зошто базените им пробија уште еден рок, натаму се градат, кога самото Министерство за спорт ги нарече договорите за изведба незаконски. На 30 јуни, кога министерот Борко Ристовски даваше отчет за сработеното, тимови на 360 степени беа на терен. Правевме обиколка на 5 локации, каде во 2020 година почна изградбата на исто толку базени за почетни 3,3 милиони евра народни пари. Два се во главниот град. Уште на почеток, во дворот на училиштето Невена Георгиева Дуња во Киселавода, не дочека и првото изненадување. Од информативната табла беше отстрането името на фирмата Вивинд. За неа во предходните стории на оваа тема откривме дека е подизведувач на подизведувачот на базените и тоа за противзаконски висок процент од вредноста на работите. На таблата избришана, но до влезот на објектот успеавме да фотографираме возило брендирано токму со името на оваа компанија. Сена се, посетата ни покажа дека во Киселавода се работи, иако не е докрај јасно кој го прави тоа. Во Димитар Поп Георгиев Беровски во Ѓорче Петров, сликата е антипод на онаа од Киселавода. Во Киселавода, работниците и механизацијата се присутни и базенот, барем според она што може да се види, е во завршна фаза. Но овде во Ѓорче Петров сликата е сосема поинаква. На терен нема ниту работници, ниту опрема, ниту пак знаци кои наговестуваат дека овој објект ќе биде завршен наскоро. Во основното училиште Санде Штерјовски во Кичево, при предходната наша посета наидовме на целосно запуштен објект кој беше во најлош стадиум од сите базени. Сега работите се подобрени, а разликите видливи. При крај се чинат активностите и во Битола, во дворот на училиштето Даме Груев. Во моментот на снимање во внатрешноста беа присутни работници. Запуштениот базен од пред неколку месеци го добива својот финален изглед и екстериерно, но и ентериерно. Од сите започнати базени, единствено базенот во Штип не е во склоп на основно училиште, туку е во рамки на паркот Суитлак. Од поставената опрема надвор може да се утврди дека активности на терен има, но дека финишот на работите не е толку блиску. Фактичката состојба во Штип е речиси идентична како и во сите останати градови. На терен се работи и се поставува опрема, но ништо не наговестува дека овој базен ќе биде наскоро отворен за јавноста. Од се што видовме на терен не можеме да дадеме проценка кога реално ќе бидат готови базените. Но факт е дека ниту еден не беше готов на 30 јуни. Еве зошто тоа е важно. Основниот договор за изградба на 5 базени е склучен во февруари 2020 година меѓу тогашната Агенција за млади и спорт и фирмата Energoinvest Trade. На старт, вкупната сума за изградбата на 5 базени изнесуваше 3,3 милиони евра, а рокот за изградба 18 месеци. Следува анекси во август 2022, јуни 2023 година и декември 2024 година. Со нив, крајниот рок на завршување на базените се продолжи до 30 јуни 2025 година. Вредноста на договорот се искачи на 3,9 милиони евра, а изведувачот Energoinvest Trade префрли околу 60% од вредноста на работите на подизведувачот Eurovia. Тие пак ја префрлија работата на друг подизведувач, Vivind. Токму договорите со подизведувачите, кои на барање на 360 степени ги обелодени Министерството за спорт, отвораа дилеми при ново продолжување на роковите. Со евентуалниот нов анекс би се направил континуитет на прекршување на одредбата на Законот за јавни набавки, поточно на членот 118 став 3, кој забранува ангажирање на подизведувачи во тек на градба за повеќе од 30% од вредноста на работите.
Ако пак договорниот орган го одобрил барањето спротивно на условите од членот 118 од законот, например во износ над 30%, одговорноста е на сите страни што биле вклучени во процесот на одобрување, а особено на договорниот орган кој имал обврска ваквото барање да го отфрли. Во случај на градежни работи треба да се има предвид и одговорноста на надзорниот орган. Соочени со овие факти, од Министерството за спорт во април ни одговорија. Според Законот за јавни набавки, тој договор е противзаконски и Министерството за спорт ќе постапи во согласност со законските прописи по завршувањето на вештачењето и ревизијата која е во тек, доколку договорот не биде коригиран согласно законските прописи. На изведувачот и подизведувачот нема да им бидат исплатени средства над законски предвидениот износ и ќе им биде раскинат договорот. И не само тоа, од ресорот на Борко Ристовски ветија дека ќе ги известат сите релевантни институции. Еден ден по 30 јуни повторно побаравме одговори. Од Министерството велат, пробивањето на рокот било поради доцнење во испораката на дел од опремата од странство и промената на надзорот. А зошто продолжува реализацијата на проект кој вклучува договори за подизведувачи во вредност од над 30% од основниот договор, велат. На инвеститорот му е потенцирано дека во пренесувањето на работите на подизведувачот не смее да биде надминат законскиот максимум од 30%. Во спротивно, изведувачот ќе сноси законска одговорност и договорот ќе биде раскинат. На прашањето пак зошто од таблата во Киселавода е тргнат подизведувачот Вивинт, каде патем во исто време затекнавме возило и работници на оваа компанија на градилиштето, од Министерството за спорт велат. Работата на Министерството за спорт е јавна и транспарентна и не постои никаков обид било што да се прикрива. По вашето укажување дека од информативната табла на градилиштето во Кисела вода е отстрането името на подизведувачот Вивинт, извршивме теренска контрола и констатирано е дека од информативната табла е тргнат подизведувачот Вивинт, затоа што меѓусебниот договор меѓу главниот изведувач и подизведувачот е завршен. Деновиве на сите градилишта ќе бидат поставени нови информативни табли. Од Министерството вела дека тие склучуваат анекси со изведувачот Енергоинвест Трейд. Тоа не го спречува изведувачот повторно да ангажира подизведувачи, вклучувајќи ја и фирмата Вивинт. На колку време е продолжен договорот не ни кажа. Останува само новото ветување на министерот, дека се ќе биде готово до крајот на летото. Проблеми со акумулациите и водоснабдувањето има насекаде. Не е важно кој е виновен, времето или менаџирањето. Патот кон пеколот е поплачен со најдобри намери, особено кога тој што е одговорен ќе признае, па половина му се простува. Знаеме го проблемот што во некои моменти ни излегна работата од контрола. Ние свесно направивме некој превид, да не речем, некои грешки. И тоа пак ќе кажем, со најдобра намера го направивме се тоа. Може би е до топлото време, може би до нешто друго, но советниците и службите по општините навистина си мачат мака. Брзајќи да стигнат на седница, не ни сватиле дека залудно трчале кога останале без документи. Ама добро е, барем се можни хокеарски измени за да се направи кворум. Столян, извиним, јас контактирах службите на детето го оставиле и на жените материјал. Јас се видам дома, секретарско ставане, јас се извинувам. Чисто да знаеш. Тања имаше потреба да оде приватни обврски, хитни не одложи, иначе ќе почекаме. Па она сака да се оде. Тања. Според расположливите податоци, не важат за некоја особено успешна спортска средина. Но ако си има предвид интересот за рекреација на виничани, тогаш клучарството е најновата и најдобра дисциплина која ја развиваат. Секој има во Виница клучи од спортска сала и овој заклучи, друг му разбие, трет заклучи и разбие. Значи, не функционира како што треба. Гевгелија е позната по спортските резултати на женскиот ракометни на машкиот фудбалски клуб за Гинис, ама и политички се игра само на еден гол. Во таа викторија, нормално е да нема место за противничкиот табор. Дури до таму сте оделе, дури не се стави ни еден член. Вие страх да не она што ќе го дискутирате на комисијата да не се пренесе.
не ме е јасно зошто, која е основната причина да нема ни еден член од опозиција. Ништо поарно не е ниту во други општини, само таму не се зборува отворено. Тие што сакаат да говорат без ракавици, многу бргу го спуштаат од гардот. Јас ќе земам реплика, затоа што гледам дека сите се праиме на удрени. И на крајот, кога секи се стави под цртата. Граѓаните се уморни од мене и од вас, и од СДСМ и од ВМРО. Граѓаните се уморни од секојдневна политика. И треба да се олабава и со секојдневната. Време е за несекојдневна политика. Се нарекува културно лето. Завршуваме за вечерва. Пријатно до понеделник во 20:10.